Добар ден, почитувани, добре дојдовте во новата сезона емисии. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма ќе разјасниме една интересна дилема. Дали новороденче смее да биде во контакт со домашен миленик? На овие простори има бројни предрасуди кога станува збор за децата и животните. Например, не го пипкај кучето, ќе те гризне, или не го гали, ќе добиеш глисти. Или пак едно дете вдиша влакно од мачка и едва ја преживеа. Кога во семејството ќе пристигне нов член, односно бебето, многу животни, пред се мачки и кучиња, завршуваат на улица. Дали е оправдан родителскиот страв? Што не смеете да правите доколку во домот имате бебе и домашен миленик? Кои се позитивните страни, но и негативните на заедничкиот живот помеѓу новороденче, дете, мало дете и домашен миленик? Како миленикот да го запознаете со вашето бебе, колку време ќе му биде потребно за да се навикне на него? На овие бројни прашања, но верувајте, има уште многу други, одговор ќе побараме од доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина, и доктор Жарко Радович, ветеринар во Петвет. Започнуваме веднаш. Првиот гостин во студиото на Телма ни е доктор Александар Сајковски. Добар ден, докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов и благодарам што ја почнуваме сезоната заедно. Одлична тема, одличен соговорник на оваа тема и дилемата дали треба новороденче да биде во близина на домашен миленик ќе ја разрешиме преку бројните дилеми, вистини, заблуди, факти кои што денеска ги издвоивме во емисијата, вие секако ќе ги прокоментирате. Започнуваме веднаш со првата, која што гласи: присуството на домашен миленик во домот придонесува децата да бидат поздрави и спречува појава на алергии во адултната возраст. Докторе, дали ова вистина или заблуда? Дали бактериите што се присутни кај кучињата и кај мачките можат да му наштетат на имунитетот или пак да го подобрат? Вие го погодивте првото прашање, веројатно со најновите студии изгледа, се изгледа. Знаете како, морам прво да ви кажам дека ако ја гледате бројката и формата на домашните миленици, најголем број на домашни миленици се кучиња. Значи, по некои анализи и статистики кои се правени во Соединените Американски држави, некаде 60 до 65% од домашните миленици се кучиња, остатокот се другите домашни миленици. Меѓутоа, ова модерно време не се само кучиња и мачки, гледате дека има многу различни домашни миленици, дури и диви животни. Ја одма у старт да ви кажам, диви животни, тоа би било малце рискантно да се чува. Од една едноставна причина што треба да знаете пред се како со нив и како да се однесувате со нив, нели? Меѓутоа, ова прашање што го поставивте е многу интересно, кое покажа дека во неколку последни студии, една има во Финска која е правена пред неколку години, една во Соединените Американски држави, покажува дека децата кои растат во присуство на кучиња, односно како миленици, добиваат две групи на бактерии, значи имаат поголема количина на тие бактерии во себе, од кои едната категорија, значи посебно, повеќе од дупло се присутни во гастроинтестиналниот систем во цревата кај децата. Едната е карактеристична по тоа што го стимулира имунитетот, а другата влие исто така на имунитетот, но влие и на дебелината. Значи, тоа е една интересна студија, сигурно дека треба да се прават и други анализи и други студии, тоа е несомнено. Меѓутоа е, па од друга страна, 3 пати поголема количина на тие бактерии, позитивни, да ги кажам, бактерии, кај овие деца споредено со оние кои што не се со домашни миленици и се родени со царски рез. Така да, денеска, пак ќе речем, вистина треба уште дополнителни студии и анализи, тоа не е несомнено, покажува дека животот во заедницата помеѓу бебето и предшколско дете на крајот на крештата со некој од домашните миленици е позитивно, е добро, има и други влијанија позитивни, но е нешто што родителите треба да внимаваат. Секогаш има едно но со 3 точки. Ќе продискутираме детално и за тоа но со 3 точки, но претходно би сакала да прашам дали е сеедно, дали бебето расте во близина на куче или пак маче? Па, видите,
Јас, например, од моите согледувања, вака чисто професионални согледувања, децата е подобро да растат во присуство на куќе. Зборам од аспект на емотивниот нивен развој, затоа што кучињата имаат многу голема интеракција со децата. Мачките имаат помала интеракција. Имаат, но е сепак помала. Има тука и нешто што е врзано со хигиената на кучињата и на мачките, кое што исто така треба да го имаат во предвид семејствата и можноста за пренос на одредени инфекции, да кажем. Така, во текот на емисијата и тоа подетелно ќе го продискутираме, но да разјасниме уште една дилема која што вели дека оние деца кои што живеат во дом со кучи имаат помалку респираторни инфекции во споредба со другите деца. Видите, основата на ова што сега го поставивте како прашање и во основа на студиите кои што излагаат со вакви податоци, основата лежи во испитување на имунитетот кај децата. Односно во развој на имунитетот. Она што сега го знаеме, ќе ви дадам одговор сега, ама ќе го поврзам со начинот на животот и со начинот на раѓање. Она што денеска го знаеме, дека ние живееме во симбиоза, во интеракција со повеќе од 100 трилиони микроорганизми на површината на нашето тело и во телото. Тоа е исто со бебињата, исто и со новородените деца, уште за време на бременоста имаат структура на микроорганизми во кои што живеат со нив. Мајката за пороѓај, за време кога ќе дојде породување, во флората прибира голем број на микроорганизми кои бебето треба да ги прими. Сите тие се елемент кои што го појачуваат имунитетот и влијаат позитивно на имунитетот кај децата. Затоа велат дека е пожелно бебето да се роди по природен пат, наместо со царски рез. Затоа тоа е клучот зошто е подобро раѓањето по природен пат. Меѓутоа, кога имате бебе кое што доаѓа дома во присуство на домашен миленик, особено на куче, сега не би сакал да ги замарам гледачите со имињата на сите тие микроорганизми, но има неколку соеви и повеќе стотици микроорганизми кои што живеат кај кучињата, живеат и кај човекот, кај децата, како дел од нормалната флора, меѓутоа кај децата ги примаат од кучињата. Во таа комуникација они ги примаат. И тоа е позитивниот елемент за стимулација на имунитетот. Но пак ќе речам, она преска што рековме, но со 3 точки. Тоа бара, значи не е само да го чувате кучето, например, со бебето или со детето од предшколска возраст, бара и одредена хигиена која што е неопходна и за домашното милениче, така и за бебињата. Домашните миленичиња ги лижат често пати бебињата, децата. Може ли при тој контакт да се пренесат и некои фекални бактерии? Фекоорални инфекции, значи тие може да настанат ако бебето нели лази, да речеме, и дојде во контакт со столица од домашните миленици. И тоа многу зависи дали тие домашни миленици се дома или се надвор, па дома. И тука има големо значење. Но да не заборавиме дека во устната шупљина на бебињата има повеќе микроорганизми отколку што има луѓе на планетава Земја во најнормални вакви околности. Така да тие се зголемуваат за негде 20% кога се во комуникација со домашен миленик, особено со куче. А дали одредени микроорганизми за одредени деца се добри, но за друга група на деца се проблематични? Да, апсолутно да. Има, мислам, неспорно е. Значи, пак, затоа велам, неопходна е хигиена од повеќе аспекти. Значи, домашните миленици треба да се максимално ветеринарно истретирани, значи да ги примат сите вакцини, да им се дадени сите можни оние лекарства за прочистување, особено за паразитните инфекции кои што може да ги имаат во цревата, и оној момент на хигиена во домот, каде што треба да се соберат особено влакната кои што се ослободуваат од било кој од домашните миленици. Опасно е доколку тоа влакно се вдиша? Вие го поставивте тоа како дилема уште како стартно прашање. Влакното на кучето, на мачето или на некој друг домашен миленик може да биде предизвикувач на алергиска реакција. Меѓутоа, знаете како најбизарната
ова морам да го споменам, меѓутоа тоа може да се јави во било кое време кај било кого. Најбизарната алергија која е опишана во медицината е кај еден пациент возрастен човек во Соединетите Американски држави кој на возрастни години станува алергичен на влакно на косата на неговата сопруга. Тоа е вака една од најбизарните алергии, а камоли на куче или на маче. Впрочем, ние зборам во целата пулмоалергологија и кај децата, еден од елементите кои што се испитува кога некој дете има алергија, има алергиски ринит или има астма или има хроничен бронхит, еден од елементите е алергија на влакно на куче или на мачка. Или на влакното од сопругата, од косата од сопругата. Продолжуваме понатаму, доктор, уште една вистина или заблуда, која што вели: домашните миленичиња се корисни за менталното здравје на децата. Епа на кој начин тие влијаат за да биде подобро менталното здравје, кое што е се поактуелно овој период? Во улогата на домашните миленици и менталното здравје има најголем број на клинички студии, најголем број на анализи. И тука денеска имаме апсолутно 100% докази дека, пример, деца кои што растат со кучиња се помалку нервозни после. Деца што растат со кучиња имаат помалку агресивност. Ова за имунитетот е уште у фаза на испитување, уште у фаза на поголем број на анализи. Така, велат хипотеза за тоа, се уште не е докажано. Меѓутоа, она што е многу интересно, дека одредени сорти на кучиња се користат во третман на одредени состојби, како што се, например, аутистичниот спектар на болести. Кучињата, особено, например, златниот ретривер е една од тие сорти. Значи, тие кучињата прво имаат еден заштитен однос кон децата. Они се однесуваат заштитнички кон нив. Тоа е прво, и второ ги смируваат децата. Но она што е од друга страна исто така многу важно, тоа е дека ако родителите на децата, сега збориме за дете кое е веќе предшколска возраст, секое утро и попладне, нели, треба да го шетаат кучето, например, надвор, да го прошетаат. Добро е тоа да го прават со своето дете, заедно. Затоа што така се ствараат одредени навики и кај детето за тоа што треба утре оно да прави, нели? Меѓутоа и се ствара еден ритам на функционирање во семејството. И денеска постојат голем број, навистина голем број на препоруки, не само за децата со аутистичен спектар, например деца со церебрална парализа. Постојат одредени комуникативни игри, комуникации со домашните миленици, особено со кучињата, каде што може да дури форми на физикална терапија. Така да денеска апсолутно е докажано дека психолошкото здравје на детето е подобро ако живее со домашен миленик. Во контекст на ова што го споменавте и следниот факт кој што гласи дека секојдневното шетање на куча е еден од начините да обезбедите неопходна физичка активност за вас и вашето дете. Знаеме дека живееме седечки начин на живот, се повеќе деца држат и мобилни телефони, таблети во рака, така што ова е еден убав начин да се раздвижат и да ја обезбедат физичката активност што е неопходна. Да, апсолутно, тоа е една многу важна работа. Јас мислам дека во вашата емисија имам еднаш кажано, ако се вратите вие некаде 20 до 30.000 години порано, мажот и жената во нивното живење, мажите дневно, за да обезбедат храна, дневно поминувале меѓу 40 и 50 километри. А мајката со децата поминувала меѓу 10 и 15 километри физичка активност, зборам движење. Тоа денеска го нема. Ние сите одиме у самопослуга која е на 200 метра со кола. Така да шетањето на миленикот заедно со детето има изузетно добра... Колкава физичка активност препорачувате во детска возраст? Видите, децата се ултраактивни секогаш. Некои родители ќе речат детево ми е хиперактивно, нонстоп трча, не спие, некои се малце помалце, меѓутоа факт е дека децата треба да имаат што поизразена физичка активност. Пуштите ги нека трчаат. На крај на денот пуштите ги нека играат надвор, нека се испрљаат. Они антигено ќе се стимулираат со тоа. Нели? Така да, од тој аспект, меѓу другото, и за имунитетот не е лошо да живеат со домашен миленик.
со предуслов дома да има адекватна хигиена. Тоа е клучното. Клучно. Одиме понатаму, сега малку ќе проговориме за оние негативни страни кога има миленик во домот, ќе погледнеме уште еден факт овој пат. Мачките и кучињата може да го изгребат или пак гризнат бебето, односно детето. Што значи новороденче, да речеме, да биде изгребано од животно? Или пак гризнато? Да, тука ни е најголем стравот, да речеме, кога веќе тоа го отвараме као тема, е што кај младите мачиња постои една болест која не е честа, ама е стравотно опасна. Младите мачиња на ноктите може да носат еден вирус кој што при гребење на детето може да предизвикаат една болест каде што има и меѓу другото и воспаление на мозокот. Таа се вика оригинално се вика cat scratch disease, значи болест на огреб од мачка. И тоа е веќе озбилна ситуација. Што предизвикува? Кој микроорганизм? Тоа е еден вирус, да, кој што живее, обично го има најмногу кај младите мачиња, кај малите мачиња, а тие полесно можат да изгребат отколку возрастната мачка. Тие помалце гребат. Едино ако не им се умешате у храната, па нели, мислам тоа најдобро ќе ви кажат ветеринарите. Гризнувањето исто така може да е проблем, нели, затоа што со гризнувањето самата структура на пљунката и кај кучето и кај мачето и нивна и дел од микроорганизмите може да направат значајна воспалителна реакција. Нормално, ако се работи за угриз на куче кое што не е домашно чувано, не е вакцинирано, тогаш станува опасност од тетанус и оној елемент беснило, нели, ако збориме каснување на улица, да кажем. Обично не напаѓаат кучињата туку така, единствено ако не, мислам сами по себе, единствено ако не се во чопор, нели, тоа можеме да го видиме и секојдневно го гледаме. За жал, на улиците. За жал, да, во градов и во другите градови во Македонија, тогаш они покажуваат одредена доза на агресивност. Негативната страна на кучето или на мачето може да биде онаа компонента на алергијата на влакното, која може да се јави во било кое време, и затоа беше она нос од 3 точки, дека фактички треба да се одржува максимална хигиена заради потенцијалното вдишување на влакната и воспалителен процес во дишните патишта кај децата, кој што може да предизвика хронично воспаление, а од тоа да се развие понатаму астма. Докторе, доколку детето има склоност кон алергија или пак има астма, паметно е во домот да се внесе домашен миленик? Домашен миленик може да се внесе кај дете со астма, каде што сме сигурни дека тоа дете е алергично, на пример, на полен или на нешто друго. Да. Али затоа е во палитата на анализи, во алерголошките испитувања внесено и влакно од куче и од мачка. Обавезно е внесено. Ако минимална реакција постои таму, тогаш веќе е ризик за детето да развие поизразена астма. Тука ќе ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. Телефонскиот број е 02-3076-677. Доктор Александар Сајковски е во студиото на Телма. Зборуваме веќе, како што видовте, за една интересна тема. Дали децата, малите бебиња, односно децата од предшколска возраст би требало да бидат во контакт со домашни миленичиња, односно зборуваме за нивното заедничко растење. Докторе, следниот факт вие делумно го објаснивте, но еве се однесува повторно на хигиената и на болеста што може мачките да ја пренесат. Мачката која уринира во затворен простор може да представува опасно за детското здравје. Инфекциите со токсоплазма можат да се пренесат на луѓето. Што советувате кај оние што чуваат мачка во домот, како да го решат овој дел од проблемот? Токсоплазмата е една инфекција која е присутна у цел свет. Мислам, искрено, сегде ја има. Тоа е еден интраклеточен паразит. Тој живее во клетките. Она што е интересно, што може да се пренесе на два начина, вака грубо кажано, кратко кажано. Едниот е ако јадете живо месо, а има во него токсоплазма, значи не е термички обработено, нели бифтек крвав или тартар бифтек, оние живи меса, е загадено со токсоплазма гонди, така се вика, или самите физиолошки потреби што ги прават мачките, они ослободуваат живи токсоплазми, кои што
кога ќе излезат во околината, за 1 до 2 дена стануваат мултиактивни и единствено може да ги убие температура повисока од 66 степени. Тоа значи дека децата, а тоа е ризикот кај децата, можат со класично на фекално-орална контаминација, значи они ќе им падне нешто од, нели, мачкава имала физиолошки потреби, во близина паднало некое јадење, детето го земало и така може да ја внесе. Инаку, самата токсоплазма е многу присутна кај голем број жители, например, на одредени западни земји, каде што се конзумира живото месо. Сега, таа состојба многу често, најчесто, сепак имунитетот успева да се справи со токсоплазмата, меѓутоа може да предизвика значајни заболувања, меѓу кои болести на централниот нервен систем, значи доста изразени тешки клинички состојби кои може да бидат голем ризик за здравието на детето. Како да се справат? Повторно се враќаме на она што го споменавме и пред малку, хигиена. Значи, мачка која живее во надворешни услови е сигурно има токсоплазма во надворешни услови. Тоа значи, мачка која не е излезена од дома, обично сијамките се такви мачки, они, пошто не излагаат, немаат каде да се контаминираат, тогаш тие не се проблем. Меѓутоа, кога прв пат ќе излезе надвор, она лесно и брзо се контаминира со токсоплазма. Затоа е неопходно одржување на хигиена. Хигиената е клjučна се, значи да се бориме против патолошките бактерии, а да ги стимулираме бактерии, односно микроорганизми, а да ги стимулираме добрите, да кажам така. Доктор, имаме гледач кој што очекува да се вклучи во денешната емисија со свое прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма, сте повелете. Ви посакувам убава сезона. Ви благодарам. И вака добри гости. Благодарам. И вака добри гости и посебно го почитувам доктор Сајковски. Јас сум баба на мало бебе од 7 месеца. Сега јас можам да кажам како јас сум поминала во моето детство со дружба со мачки, сум била љубимец до омажување сум чувала мачки. Меѓутоа сега ми е прашањето и делумно можда и одговори докторот, пошто имаат мачка во двор, не во стан, него во двор на куќа. Колку е тоа безбедно за бебето да доведе во контакт, затоа што ги знаеме мачки како мачки, нели непредвидливи како жените. А докторот препорача дека кучињата се подобри другари за децата. Немам тука дилеми, него само едно прашање. Зашто се шират информации дека со тоа се подобрува психофизичкото здравје на било кое дете? Не го разбирам тоа многу. Кога е тоа еднонасочна дружба. Значи ти му командуваш на куќето, нема меѓусебна комуникација, например, да одговори куќето, па да има еден диалог меѓу нив. Нели е подобро да се дружат деца меѓу себе. Ова играње со куќе, со маче, ги разбирам тие игри, меѓутоа дружбите со децата како да ги зголемиме и дали тие дружби, еве конкретно бебчево ни се разболе од корона, сега на 5 месеца короната е прилично малку потешко со температури, дали би препорачале, например, одење во градинка? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам што се вклучивте. Гледачката искористи можност неколку прашања да постави. Интересни дилеми имаше и ве повелете. Значи има многу интересни, овдека 2-3 прашања, реално интересни. Значи прво, дали доди у градинка? Да. Градинките се места каде што децата се социализираат. Значи, колку порано го пуштите детето во градинка, толку подобро за него. Подобро ќе се адаптира. Знаете, најлошо е да пуштите дете во прво оделение, во ова модерно време зборам сега, да пуштите дете во прво оделение без да претходно оди во градинка. Многу тешко ќе му оди адаптацијата. Тоа не било така порано пред 200 или 300 години, ама децата повеќе се дружеле. Тоа е дел од ова прашање што го постави гледачката. Значи, најдобро е децата да се играат меѓу себе. Меѓутоа, имате во предвид една работа, дека децата знаат
да бидат и предшколски деца и школски деца знаат да бидат малку себични. Гледаат сами за себе, нели? Многу често се случува да деца кои што имаат одредени пречки во развој бидат на некој начин отфрлени од околината. Особено преска тоа што го споменав, да речеме деца со некаков аутистичен спектар на заболувања или класичен аутизам. Заради тоа комуникацијата со милениче е добро, иако е еднонасочна. Ја се слагам потпуно со гледачката, апсолутно не постои бољи начин на комуникација отколку дете со дете. Меѓутоа, имате една ситуација која е многу интересна. Пошто и она чувала домашни миленици, јас сум чувал, и сите од прилike сме имале. Вие имате една ситуација која е многу интересна. Куче кога чувате дома, отидете у друга соба, вратите се за 5 минути, тоа се радува како да не ве видело 5 дена. Кај мачката го нема тоа радување. Мислам, тоа се на крајот на криштата и такви карактерни особини на милениците, нели? Кучињата имаат протективна, заштитнички се поставуваат во однос на децата. Јас, например, сум гледал добермани, кои што се, нели, кога ќе го погледнете вие страв, да видите како женка и мажјак доберман чуваат бебе. Значи, не може никој да му приде. А како се умилкуваат со него, мислите дека е нивно бебе. Мислам, сакам да кажам, има едно давање на љубов. Еднострана е, се слагам со тоа што рече гледачката, значи кучето не збори, не комуницира, меѓутоа ја пренесува љубов. Така голема љубов и среќа чувствуваат децата. Знаете, ние сме го зборале тоа, многу пати кажуваме дека децата имаат само две желби. Имаат желба за љубов и храна, ништо друго. Така. Значи тоа треба да им го дадеме на децата. И градинката која што утре треба да даде една социјална компонента во која што сега пак учителките, односно наставничките и негователките се тие кои што треба во тек на денот да ја пренесуваат љубовта кон децата. Родителите попладно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Многу слабо ве слушам, меѓутоа... Ние ве слушаме одлично, така што повелете, поставете го вашето прашање. Ало, добар ден. Добар ден уште еднаш. Кој е вашето прашање? Да запрашам, поздрав до докторот и до вашата емисија, до вашата телевизија. Благодарам. Вака, имавме угриз. Само ќе ве Имавме угриз од куче, домашно куче, Добро. на девојче. Така. И Само ќе ве замолам да зборувате во континуитет. некој отоки се јави после ова тоа, бевме на лекар и го очистија, као и го чистија, меѓутоа изгледа останало некое парче. Бевме на клиника во Скопје, ми рекоа најверојатно дека има нешто оставено од самите заби при самиот угриз на самото куче. Серапаптазе пиеше со тие најаките. Така, и сега вашата дилема е што понатаму во овој случај, како да се реши овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктора, што советувате во овој случај? Угриз од куче и мачи, било кое животно на крајот на денот, несомнено може да доведе до воспаление на местото на угризот. Значи, факт е дека структурата на микроорганизмите, љунката е различна. Значи, видите, комарец ке ве касне, па имате воспалителна реакција, нели, со чешење. Јас не би бил сигурен дека е останато парче од заб, затоа што кучињата имаат многу подсврсти заби од нашите заби. Веројатно е целиот тој оток и таа воспалителна реакција од самиот угриз и од воспалителната реакција од околината и од структурата на микроорганизмите. Да, тоа некогаш има потреба да се лечи, некогаш има потреба да се даваат антибиотици, да се дадат овие лекови како што е серопептазен, или за да се намали отокот и така натаму. Меѓутоа, веројатно е детето сигурно добро. Ако се работи за куче кое е вакцинирано, тогаш помал е стравот. Еве, ај така да се изразам, од аспект на некои други болести. Например, на тетанус или беснило. Беснилото е најголемиот страв, да кажам, во тој дел. И моето посебно прашање до вас, докторе, во денешната емисија, не, имаме гледач, сепак тоа нема да биде мое прашање, ќе биде прашање од гледач. Добар ден.
Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте, да го слушнеме вашето прашање. Интересира каде, на која клиника работи докторот? Така, каде можете да го најдете? Да дојдеме каде го на консултација или испитување. Ви благодарам за вклучувањето. Докторот работи во приватната болница Аџи Бадем Систина. Моето последно прашање е за денеска. Докторе, во случај кога бебињата почнуваат да ползат, што препорачувате да се направи во домот? Дали да се отстранат килимите постојано или да се пребришува подот? Што да се преземе во тие моменти? Идеалното решение кое е? Идеалното решение е да направите една голема коцка. Каде што ги ставите оние сунгерчиња као пазл што се, нели? И детето пуштите го тука. Босо, нормално, што погол. Значи, не кондурчиња, значи босо да гази. И кога проодува, и кога тргнува да проодува, е најдобро да проодува босо. Повеќето купуваат специјални чевлички за проодување. Значи, нема потреба од тоа. Нема потреба. Значи, мислам, реално најдобро сводот на стопалото, мислам, тоа и ортопедите ќе ви кажат, се ако одидете во босо. Миленичето, кучето, ако ви е тука, нека е тука, мислам, нема проблем. Само треба да се чисти околу, нели, чисто да не летаат многу влакна, иначе комуникацијата нека си ја имаат. Зашто да не? Препорачувате ли да растат децата со домашен миленик или не? Па сега, дали да кажам и приватно, јас имам 2 внука кои што живеат со куче. Так, дадовте одговор. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во емисијата. Прекрасни појаснувања, одлично посочување на значењето на контактот со корисните бактерии и здравието, развојот на имунитетот. Сето тоа беше убаво, прецизно и убаво појаснето. Благодарам и на вас. Почитувани, тука следува еден блок реклами, но не завршуваме во овој дел на емисијата. Ке дознаете и на каков начин миленикот да го запознаете со вашето дете и што доколку тоа покажува знаци на агресивност или пак преголема заинтересираност за бебето. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци. Како бебето да биде безбедно во близина на домашниот миленик, бидејќи и мачките и кучињата може да бидат љубоморни. Секако за овие прашања повикавме ветеринар во студиото, а тоа е доктор Жарко Радовиќ, ветеринар во Петвет. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро најдов, поздрав. Колку често се љубоморни мачињата и кучињата на новиот член во семејството? Па тоа, ние луѓето имаме тенденција да им припишуваме на милениците и на животните нормално наши особини. Љубомора, класично љубомора, значи не може да се каже, али недостиг нормално или особено промена. Многу се битни и кучињата и мачките, мада многу се различити, имаат една тенденција да имаат што е можно помирен живот. Имаат усталени работи, имаат ресурсите да им се под контрола, храна, вода, сопственик, место спиење, топло, ладно, сите тие ствари. Сега да речеме кога ќе дојде детето, некои од тие ресурси се менуваат, односно начинот нивни. Затоа најбитно е, многу е битно да речеме, значи како и да ги менуваме работите, да ги менуваме постепено и асоциациите да не бидат директно врзани со самото дете, него да речеме ако некои ствари планираме да ги промениме кога ќе дојде бебето, добро е да тргнеме месец дена порано, да, и да почнеме едноставно да се подготвуваме за тоа све, ако сакаме, не знам сега да направиме некоја рестрикција у однос на пристап на одредени соби, промена на шетање на кучето, кој ќе го шета, кој ќе го храни. Значи уште пред тоа, за да не биде врзано дојде овој и би го наруши ритмот на живот. Да, и онда тогаш значи можат да реагираат нешто повише. А инаку овака нормално подложни сме на менување. Ја за време на една кучка чување моја, јас се оженив, добив 2 деца и све тоа беше во текот на незиниот живот, што значи дека се преселив од кај моите, посебно мислам да се менува и место на живеачка и све, али значи сите тие ствари, кога збориме сега за директно овој аспект на промена кога доаѓа бебето, значи добро е да не се врзе
едното со другото. Тоа е нешто као смерница. Еве од ваше искуство, како го запознавте вашиот миленик со бебето? Што треба да направат родителите во таков момент? Како тоа да изгледа? Да, директно мојата ситуација да ја кажам, за првото доаѓање дури не ми ни текнува како идеше, бидејќи тогаш кучката у станот со моите додека живеевме, значи имаше една слобода и сега да се движеше, така да не ни знам кога се запозна. Она помири со сите ствари, веднаш ги веќе чувствуваше сите ствари промената. Пред тоа сопругата дојде, која што ги направи поголемите промени, бидејќи одеднаш кучката не можеше да спие секаде, па се ограничи на одредено. Али за вториот син кога дојде, значи веќе бевме сами живеевме и сите тие ствари, и знам дека спалната нејзе и беше уште у старт, значи недозволено место, али тогаш кога дојдовме со Никола, со вториот, значи го ставивме у креветче и она дојде и почна да њушка околу, али баш онака сам не директно и дури она некако кај незе се гледаше, се исправи на две нозе и не го гледа бебето доле, него њушка околу, и после тоа полека се спушти надоле, издушка, се трне на страна, после тоа веќе некако све си иде природно и нормално. Обично колку време му е потребно на миленикот да се адаптира на новиот член? Многу е незгодно да се генерализира миленикот, бидејќи сега тука имаме прва работа кучиња мачки, збориме за овие миленициве што се основни. А да не збориме сега дека и помеѓу кучињата и мачките има прворасни разлики, значи зависи од зашто се направени, какви се поголемина и сите тие ствари, а втора работа имаме индивидуални разлики. Имаме од една раса куче кој што ќе биде, не знам, мирно сталожено, нема гајле со доверба, знаеме дека можеме да го пуштиме веднаш до миленикот, знаејќи како у суштината е некое наше искуство, како пред тоа реагирало на сите такви ситуации, додека го шетаме, кога има интеракција со други деца, ако веќе имаме дете, значи со претходното дете каква е интеракцијата, и тогаш скоро да нема резерви. Меѓутоа, кога имаме куче, тука и ајде една општа поделба, големите раси на кучиња дефинитивно се далеку посталожени, позаштитнички настроени кон такво неако суштество кое што ќе го почувствува дека веќе негово дома, не е гостинче, не е, значи тоа за ден, два, веќе јасно му е и на кучето дека тоа не е тука само да дојде и да си отиде, него веќе тоа е домашен член. И после тоа веќе станува толку заштитничко кучето што може дури, ете, кај збориме за големите раси, да застане помеѓу нас, кога ќе дојде нели малце ќе подпорасне детето и ние нешто го караме или ово, да се на негова страна. Баш така. А додека малите кучиња мора се направи некоја дистинкција дека и кај нив има нормално кул кучиња сталожени едно друго, меѓутоа као бебе речи си, мислам, не може да се каже невозможно, али нема животното никогаш да има тенденција да го повреди бебето, бидејќи од она што спомнавме љубомора или нешто такво. Него единствено што може тоа е прва работа она, ако е младо куче, да повредата настане, али пак бенигна повреда, да настане заради тоа што сака на некој начин да се заигра или да проба да добие некоја интеракција од бебето, али тоа да речеме нормално, кога имаме таква категорија на куче, онда контролирано треба да бидат дружбите. А додека да речеме ако кучето е онакво нервозно по дефолт, у тој случај треба да внимаваме. Најчесто кучињата се повлекуваат кога единствено проблемот со овие малите раси на кучиња. А што еве покажат агресивност или пак нетрпение, треба се скараат? Дефинитивно. Мислам како и на се друго, значи тоа куче не ни е право додено кучето, па онда бебето, значи веќе имаме некој искуство со него. И нормално дека кога у таа заедничка живеачка има еден куп работи кои што на почетокот нас ни сметале додека да се прилагоди кучето, додека да успееме да го научиме како што треба. Некој поише, некој помалку, значи не може да се каже дека сите кучиња ќе ги научиме како што треба, али се трудиме секогаш, значи и овој однос исто така контролирано требаме да му покажуваме на кучето што смее, што не смее, докаде смее да иде, докаде не. И тука баш да се постават некои граници, јас се одвојфи некои факти, можеме да ги искоментираме. Имаме низа факти кои што се поврзани со начинот на адаптација помеѓу домашниот миленик и новороденчето, односно бебето, што треба да се направи во тие моменти. Еве да погледнеме
вели немојте да форсирате интеракција и не го Точно. изолирајте песот од бебето. Еве да започнеме од тука. Точно. То Значи, апсолутно изолација се- никако? Изолација, Ке реагира миленикот во тие моменти доколку е изолиран? Повторно, значи, Негативно? оние ресурсите кои што ги имал миленикот пред тоа. Ако миленикот бил и пред тоа изолиран, односно, ние сме решиле дека у таа соба нема, еве кај мене беше спалната. Не благодарение на мене, сопругата беше таа што решаваше, али тоа беше компромисот. И да речеме, ете, тогаш не е значи дека тогаш го издвојуваме. Него се издвојува, значи, малието спална спие, али у дневна е пола време нормално, нема седиме сите у спална заради него Так. таму. И нормално дека после тоа, али да не го издвојуваме, се доаѓаме у дневна и кучево трни го на страна или затвори го или не знам што. Тоа веќе е удар на оние ресурси кои што кучето си ги имало пред тоа и на кои што е навикнато. И може да доведе до проблем. Така, да. Никогаш не го оставајте бебето на само со домашниот миленик. Тоа го начнав преска, значи Така, нема споминавте генерализирање нема на тоа. генерализирање, Него едноставно зависи. ако знаеме каква доверба можеме Така. да имаме у него и дали некои непредвидливи работи можеме. Играчките на мачето и кучето, чувајте ги подалеку од детските. Тука веќе добро, бидејќи ово спаѓа исто во делот на ресурсите. И сега, доколку кучето си ги има своите играчки, мачките поредко имаат некој врзување за играчки. Мачките се сосема посебна една приказна која што самостални се и дефинитивно не би рекол дека се опасни, освен ако не знаеме од пред тоа дека не знам при контакт доаѓање на гости има проблеми со понашањето на мачката, онда нормално треба да бидеме предпазливи, па евентуално кратење на ноктите у тој период со цел да нема она случајно закачување или нешто такво, мада општо земено мачка која нешто не е потаман се трга. А додека кучињата сега тие нивни играчки може да има, особено кои вие малите раси на кучиња, да има некаков заштитнички момент кон тие играчки, сега овој дојденецов ако ги чачка, значи тоа би требало да се пази или да се внимава да биде на некој начин под контрола. Не, по дефолт не сме дете со играчките на кучето, али ако знаеме дека кучето и на нас ни реагирало пред тоа или на гостите кои што дошле реагирало лошо, дете агресивно или заштитнички Треба да играчките, бидеме внимателни. тогаш треба да бидеме внимателни. Споминавте да си сечат ноктите, тоа се прави кај мачките. Да. За жал, Во значи домашни тоа услови тоа може го завршат родителите или треба да посетат ветеринар, сложено ли У тоа? суштина може релативно лесно и у домашни услови, се зависи, а може да не се заврши и кај ветеринар, затоа што има некои мачки кои што се страшно опаки и тогаш може да и со седација, па да се скратат. Едината лоша работа е што тоа би збореле за оној првиот момент додека испипаваме, бидејќи за недела до две на кај мачката веќе израснуваат нови ногти. И онда значи тоа ако го правиме континуирано може да се прави и континуирано, али да речеме за тој првиот момент контакт кога не сме сосема сигурни како ќе реагира, во ред е да се скратат ноктите, да. И моето последно прашање, какво е вашето искуство? Семејствата кои што имаат куче при доаѓањето на нов член се одлучуваат да го задржат или пак прават некакви поинакви комбинации? Или мачка? За жал имам примери у блиска околина, дури на колеги кои што кога добија дете кучето го дадоа некаде. Мислам, тоа ми е негативно добро. Тоа бе и други години, стар човек со више, тоа беше пред 20 на 30 години, што значи дека верувам дека трендот не е сега, бидејќи ништо посебно не се менува. Значи, ако сме го имале кучето или мачката пред тоа, апсолутно можеме, би требале да бидејќи тоа е едно живо суштество кон кое што сме земале одредени одговорности, кое што е целосно зависно од нас и мислам не е доаѓањето на детето причина да се откаже од миленикот. Освен ако нема некој, не знам, сега здравствени причини како што спомна докторот пред тоа, значи во реде би било, не знам, сега ако се алергии некој кој што има тенденција да се влошува работата, во реде, али не ни на прва, и тоа го имав искуство во текот на живеачката, ова што зборев со доаѓањето на децата, а кучката е веќе тука. Значи ете од лекарите ни биде кажано дека сега првото кашлање, кучето е тука, значи има различити пристапи, пак тоа беше многу одамна, али углавном освен ако има добри докази дека кучето или мачката се причина за одредена состојба, не никако превентивно откажување од миленикот. Јас ви благодарам што одвоивте време и што денеска гостувавте во магазинот за родителство 0+ месеци за да ги појасните сите овие работи. Ви благодарам на поканата.
Почитувани, ова беше се во денешниот магазин. Се гледаме секој работен ден на Телма во понеделник во 0+, а од вторник до петок во Телма амбуланта. Имајте пријатен ден.